Виктор Димовски потпишал за Онишченко, ама не бил крив. Вината била кај агенцијата со која раководи, но виновен бил службеник, а не директорот на Агенцијата за национална безбедност. Ова си го кажа самиот Димовски. Тој отиде во собранието за вината за овој голем пропуст, да ја префрли на пониските ешелони во АНБ, во обид да се испере самиот себе. Испитуваме дали се работи за изолиран случај или се работи за и уште некој друг предмет. Не сакаме заради ваков предмет, она што е сторено со вредна работа, со макотрпна работа во изминатите 3 години за надминување на онаа слика што имавме за делувањето на главната безбедносна служба во изминатиот 15 годишен период, да се повтори. Значи, лицето и евентуално други инволвирани во наведениот случај ќе си бидат преземени законски мерки. Димовски на затворената седница објаснувал дека сите чекори, освен еден, биле добро завршени. Единствено што било изоставена консултацијата со партнерите од НАТО, што бил последен чекор за давање зелено светло. Тоа ќе било и причина дури сега да се испитува целиот систем, кога е оваа проблематика во прашање. Воспоставен е систем така како што треба. Ние ќе го преиспитаме системот уште еднаш дали има некаков недостаток. Се работи за една алка во тој систем која што направила голем пропуск, кој што има потенцијал да ја компрометира работата на сите досегашни постигнувања на агенцијата. Шефот на Собраниската комисија за надзор на работата на АНБ Љупчо Пренџов потенцираше дека директорот на агенцијата сам го потврдил овој катастрофален пропуст, велејќи дека проблематично е признанието дека ако не било објавено во медиумите, немало да има никаква реакција. Потврдија дека направиле огромен пропуст внатре во агенцијата. Втората работа, која што исто така е флагрантна, е тоа дека Агенцијата за национална безбедност немало да реагира до ден денеска, доколку оваа афера не ја отворевте вие, медиумите, и со која афера не се запознае целата македонска јавност. Објаснувањето на Димовски траеше само половина час, а оваа седница беше прекината поради технички пропуст на собраниските служби, иако седницата беше затворена за јавност по барање на директорот на АНБ, сепак аудио стрим одеше на YouTube, поради што собранискиот спикер Талат Џафери побара нејзин прекин, додека да се откријат причините за овој пропуст.